Го поддржуваат законот за заштита од пушењето, но имаат низа забелешки со цел да ги задржат вработените. Од синдикатот Суткос, кој ги опфаќа и вработените во секторите туризам и угостителство, велат дека мора да има измени за да се спречи одливот на работници. Оттаму велат дека се повеќе вработени одлучуваат да прифатат сезонски ангажман во странство, па забраната за пушење дополнително може да го влоши проблемот. Нашите забелешки се во насока да не се загубат работни места, бидејќи сметаме дека ефектот од ваквиот закон за пушење, воедно ние го поддржуваме носењето на законот, меѓутоа треба да се најдат начини и мерки истиот да не придонесе за намалување на бројот на работници во овој сектор. Знаеме дека овие два сектори се дефицитарни со кадар. Покрај ниските плати, дел од работниците не заминуваат во странство, така да сметаме дека и ова ќе биде еден вид на мал удар за исто така намалување на бројот на работници. Наместо забрана за пушење во затворени застаклени или тераси обложени со фолии, од Суткос бараат поригорозни контроли. Сметаат дека ако се дозволат посебни делови во гостителските објекти каде што ќе може да се пуши, а повеќе инспектори да вршат надзор, ќе бидат задоволени двете страни, и пушачите и непушачите. Имаше обезбеден дел за пушачи во објектите, треба да биде посилна контролата и мислиме дека на тој начин ќе се задоволат на еден начин и двете страни. Знаеме дека и досегашниот закон кој што предвидуваше одредени простори за пушачите или така наречени тараси, предвидуваше таков дел кој што ќе биде каде што пушачите ќе бидат во можност да уживаат едноставно во тоа нивно задоволство. Додека од Министерството за економија најавуваат нова средба со угостителите и Министерството за здравство за да се донесе одлука што ќе биде прифатлива за сите засегнати страни, лекарите бараат итна примена на законот. Бројките се застрашувачки. Границата за консумирање тутун во Македонија е намалена на 12 до 14 години и се повеќе млади деца почнуваат со користење тутун. Инаку од синдикатот ги поздравуваат и најавите за поригорозен закон за угостителство, кој меѓу другото предвидува и построги правила за издавање лиценци и контроли за работа на угостителски објекти, бидејќи велат после трагедијата во Кочани мора да се обезбеди и гарантира безбедноста и здравјето како на гостите, така и на вработените.